Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Република Македонија во моментов ги доживува своите неславни мигови во економијата. Од врвот на листите за економија и бизнис, каде што бевме пример за останатите држави, сега гледаме како тонеме од година во година, од месец во месец, од ден во ден. Граѓаните тоа најдобро го чувствуваат на свој грб. Додека земјата паѓа од 10-то на 17-то место на листата на Doing Business, додека 500.000 граѓани живеат на работ на сиромаштијата, Зоран Заев и Нина Ангеловска утре ќе задолжат Република Македонија за нови 41 милион евра. Ова е четврто задолжување и четврт проект воедно на Нина Ангеловска како министар за финансии откако е дојдена на функцијата. За само 3 месеци успеа да ја задолжи Република Македонија 200 милиони евра. Психолошката граница на задолжување одамна е помината. Затоа прашуваме каде завршуваат овие милионски суми од задолжувањето кога гледаме дека не е реализиран ниту еден единствен проект. Сите, целата јавност гледа дека половина од парите се покрадени од актуелните функционери владини преку наместени тендери и провизии. Почитувани, сите економски параметри и индикатори одат надолу и државата тоне. Над 200 милиони задолжување за 3 месеци, а целата економија оди во пропаст. Компаниите едва и врзуваат крај со крај, а пак граѓаните без излезната ситуација бараат во напуштањето на државата. Според последните анализи, повеќе од половина од граѓаните да имаат можност веднаш би ја напуштиле Република Македонија и иднината би си ја барале надвор. Нема студент кој својата иднина не ја гледа надвор од својата држава. Нивото на странски инвестиции е најниско до сега. Нивото на капитални инвестиции е најниско во историјата. Растот на БДП е далеку од очекуваниот. Заев, како премиер, јавно вели на телевизија дека давањето пари во плик од страна на работодавците е законски нормално, а Нина Ангеловска молчи и срамежливо кажува дека се бори против сивата економија со скенирање на фискални. Смешно. Ќе сноси ли некој конечно одговорност за сето ова што ни се случува на економски план? Ќе сноси ли некој одговорност за ова задолжување кое што се прави без план? Ќе сноси ли Заев конечно одговорност кој ги храбри бизнисмените да даваат плата во плик, велејќи дека е законски? Дали истото може би го прави фамилијата Заеви со нивните фирми и нивните вработени? Почитувани, затоа следи обнова на Македонија после 12 април и конечно ќе се стави крај на целиот овој хаос што ни се случува. Благодарам, дали останаа дополнителни прашања? Повелете. Дали Цветан Трифуновски е организаторот, односно координаторот на протестите на земјоделците, бидејќи протече снимка дека тој ги организира? Организатор на протестите беа самите земјоделци, а ние како ВМРО ДПМН, вклучително како и членот на извршниот комитет Цветан Трифуновски, кој што е одговорен за делот од земјоделието во извршниот комитет, кажа, изјави јавно дека заедно со ВМРО ДПМН го поддржуваат протестот на земјоделците и ја разбираат нивната мака. Така да на протестот се организатори самите земјоделци, а Цветан Трифуновски ВМРО ДПМН ја дадоа поддршката.